По повод одбележувањето на годишнината од ослободувањето на Кочани од фашистичкиот окупатор, денеска маратонецот во пливање Бошко Илиев цели 2 часа пливаше во водите на вештачкото езеро Градче. Со овој втор маратон Илиев прави нова промоција на природните убавини на вештачкото езеро, истовремено алудира и до надлежните да создадат услови за поголемо туристичко искористување. Пред да влезе во езерото, Илиев за телевизија Кочани изјави: Ова се фрла за среќа на маратонецот и за мир и просперитет, дај Боже, оваа наша држава. По 2 часа пливање во водите на езерото Градче, Илиев го истакна задоволството дека учествувал во одбележувањето на празникот на градот Кочани и ги повика сите рекреативци и љубители на природните убавини почесто да излегуваат во природа. Чувството е одлично, како и секогаш. Ова ми е 118 маратон во кариерата. Се гордеам со тоа. Мислам дека една солидна бројка. Ова година 14 маратон. Секојаш е добро чувство кога нешто ќе оствариш, кога јас се борам сам со себе и со водата, бидејќи ова соло пливање не е трка, со времето, со замавнувањето и така натаму. Бидејќи тој што плива ужива во тоа, маратонците, така да ја мислам дека чувство не може да биде подруго освен одлично. Обично голема криза фаќа после 7-8 километар, поголема криза, бидејќи имам пливано подолги маратони, го знам тоа. Ова е така една солидна стаза, не е ни кратка, не е ни долга. Сепак е ова нешто за одбележување, да се одбележи прекрасниот ден, нели, денот на Кочани, 7 септември и денот на Кавадарци воедно, така да ми е големо задоволство што го направи ова. Градоначалникот Папазов се заблагодари на маратонецот Бошко Илиев што беше дел од одбележувањето на празникот на градот и му додели диплома, а од спортско риболовното здружение Кочански рибар доби плакета.